Во библиотеката Искра денеска се одржа првата од серијата работилници со учениците од основните училишта во Кочанскиот регион во рамки на проектот Децата, книгите и добрината. Се работи за проект од истражувањето што Оксфорд University Press го спровел минатата година, а на кое учествувале повеќе од 6000 деца од целиот свет на возраст од 6 до 14 години. При тоа зборот Добрина го избрале 61% од анкетираните деца во конкуренција со уште 3 збора. Денеска се реализираше првата работилница од проектот со ученици од 4-то одделение од Основното училиште Никола Карев, заедно со ментор, нивната наставничка Анкица Манасиевска. Планираме секако овој проект спонтано да трае цела 2025 година, меѓутоа неизбежно е без соработка со нашите верни соработници, основните училишта од општина Кочани, од општина Зрновци, од општина Чешиново, Облешево. Исто така предвидено е со овој проект да уклучиме, односно да спроведеме една летна литературна школа на која што може да се пријават и ученици вон неорганизирано, сакам да кажем, без бидејќи наставата не трае во летниот период, меѓутоа да упатиме еден повик да се вклучат, меѓутоа исто така планираме да ги вклучиме и дечињата од предучилишна возраст, се со цел со литературата да се дружат не само во училиштата, туку и во библиотеката, така да со овој проект преку водени од идејата на зборот Добрина, која што треба да се пренесе кај учениците преку литературата, ќе се организираат работилници со обработка или разработување на освен лектирани изданија и со изданија на детска литература, слободна детска литература, која што не е влезена во образовниот систем, ќе се спроведуваат разни работилници со квизови, со прашалници, со разни видови на игри и слично. На првата работилница учениците од Никола Карев имаа и вежби со прашалници на тема Добрина. Се запознаа и со синонимите, односно со зборовите што се користат во секојдневниот говор и кои имаат слично значење. Бидејќи книгите, децата и добрината се сојузници, наша задача и радост оваа година ќе биде преку игра, преку разговор за добрината и обработка на лектирни дела, да ги славиме овие реални протагонисти. Па се надеваме дека децата веќе се служат со гестови на добрината, тоа ќе остави еден траен впечаток и на вистина ќе ги мотивира да внимаваат на своето однесување и да бидат љубезни, пристојни и учтиви. Работилниците со учениците ќе продолжат секој месец, при што ќе бидат опфатени и другите училишта од Кочани и соседните две општини.